Собранието ја објави ранг листата и предлозите за нови членови на антикорупцијската комисија. Ревизорката Татјана Димитровска со најмногу бодови е известно дека ќе го предводи ова тело во следниот 5-годишен мандат. Таа досега вршила ревизии на политичките партии, антикорупцијска, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и на Државната изборна комисија. Заднеа на листата за нови членови се ревизорите Цвета Ристовска и Зоран Богевски, веќе вработените во ДКСК Билјана Каракашова Шулев и Бесник Джемали, судијката Софија Спасова Медарска, како и Сервет Демири од ревизијата на предпристапната помош од ЕУ. Името кое го привлече вниманието на јавноста е она на судијката Софија Медарска, сопруга на Филип Медарски, познат како адвокат на Зоран Заев. Медарски го бранеше поранешниот премиер и прв човек на СДСМ во случајот подкуп. Ова предизвика бројни критики во јавноста, од дел од идните членови на Комисијата за борба со корупцијата имаат и политички конекции. По 3-дневното јавно интервјуирање во собранието, рангирањето на Комисијата за избори и именување се го оди на пленарна седница, каде треба да добие амин од пратениците. Со ранг листата не се согласија сите членови на Комисијата за избор, реагираше Снежана Камиловска-Трпковска, која доаѓа од невладиниот сектор. Таа побара нејзиното мислење да се издвои од другите членови на комисијата. Изненадува како останатите представници на комисијата за селекција изнајдоа компромис токму и само за овие кандидати и покрај слабите интервјуа, одбивањето на кандидатите да одговорат на директни прашања за општествени состојби како процесот на заробеност на државата. Високо профилни случаи кои се веќе предмет на работа на сегашната ДКСК, а се дел и од констатираните состојби од извештајот на Европската комисија за 2023 година, прашања поврзани со политичка и правосудна поврзаност, тргување со влијание, лобирање и слично. Инаку за избор на член на ДКСК, меѓу другото, се бара најмалку 8 години работно искуство во областа на откривање или спречување на корупција, владење на правото или добро управување, а кандидатите не смее да имаат било какви директни или индиректни конекции со политиката.